Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Концептот за Наши Куманово во оваа прилика и јас како кандидат за градоначалник сакам да најавам нови мерки во делот на помош на младите и највозрастните генерации во Куманово. Првенствено целосно слободен превоз на сите студенти на територија на нашата општина и дополнително превоз за слободен превоз, јавен градски превоз за пензионерите. Исто така и давање на поголеми можности на младите луѓе во градот со отварање на поголем број на младински центри и дополнително отварање на современ тек центар на локација градски базен во Куманово, каде што на кровот на градскиот базен, кој што веќе е покриен, ќе се формира дополнителен клуб за млади или тек клуб за млади, каде што младите ќе можат да ги обавуваат своите активности. Исто така, во моментот се работи и на реконструкција на спортската сала во Куманово, која што се финансира со средства обезбедени за општината од страна на Североисточниот плански регион, средства кои што следуваат согласно Законот за рамномерен регионален развој на општината и се работи на првата фаза за препокривање или реконструкција на кровот на овој базен. Сакам да ги отфрлам сите шпекулации по однос на материјалот кој што се демонтира, бидејќи се работи за багар, дека истиот уредно се складира во самата спортска сала, во заклучена просторија, подоцна ќе биде предмет на јавна просенка и јавно надавање, продажба и истите средства ќе бидат реинвестирани во реконструкција на спортската сала. Периодот на реализација ќе трае 3 месеци, а дополнително се подготвува и фазата за партерно уредување на спортската сала. Конечно, Куманово треба да добие нов лик и овој спортски објект, оваа спортска убавица, повторно да го види својот сјај, за да може да се користи од страна на сите. Во рамките на нејзината реконструкција се предвидени и реконструкции на внатрешните простории на објектот, кои што дел од нив ќе се користат и за употреба на спортските клубови и отварање на нови фан зони во рамки на овој спортски капацитет. Благодарам. Дали имате прашање? Во врска со бесплатниот превоз ќе се работи за определени денови за пензионери и студенти или? Значи, превозот на студентите и на пензионерите сакаме да биде целосно бесплатен на територија на целиот град. Секој да. Да, но тоа ќе го уредиме со одлука на новото мнозинство во Советот, секако и врз база на износот на субвенциите кои што општината ќе ги обезбеди при избор на новиот оператор или новите оператори на вршење на услугата јавен градски превоз.